2 години по поплавите не бледаат спомените, лузните над зидовите се уште стојат, а болката се уште тлее во душите на погодените семејства. Стајковци, Смилковци, Арачиново, Црешево, Сингелич вечно ќе го паметат 6 август 2016-та, денот кога небото над Скопје се отвори, а со себе зеде човечки животи и многу ништени домови. Пред 2 години на овој ден жителите на Стајковци, Смилковци, Арачиново, Црешево доживеа голема катастрофа. Иако 6 август 2016 наликуваше на секој нормален ден, сепак вечерта се покажа кобна за многумина. 22 лица ги загубија животите на скопската обиколница, а 500 семејства останаа без своите домови, откако Скопскиот регион го зафати силно невреме. 93 литри на метар квадратен, толку дожд наврна во тие 24 часа во северниот дел на Скопје под Скопска Црнагора. Нелегалната сеча на дрвата го зема својот данок, па кога немало што да ја запре, водата од планината се слеала во пониските делови. Огромен бран ја потопи обиколницата, а возилата кои во тој момент се наоѓале таму беа однесени на 300 метри од патот. Тука имаше и најмногу човечки жртви. Откако се расширија информациите дека поплавени со огромен број на куќи, но има и загинати, следуваше целосна мобилизација. Полицијата, војската, Црвен крст, Центарот за управување со кризи, но и многу доброволци влегоа во потопените места. А таму сликата беше стравична. Целосно поплавени подруми, домови, уништени возила, имот, семејства без кров над главата. Чичко Аднан е еден од тие кои загубија многу. Тој беше и повреден откако ја отворил вратата од својата работилница. Огромната сила на водата го повлекла на улицата и го однела кај соседите. 17 дена мина на скопските клиники пред да се врати дома. Јас бев тука чиста вода, мислам дека малку вода од тука. Искажам, отварам оваа врата, ево оваа врата ја отварам. Кога отварам, бранот дубдали од тука на улица, од улица. Комшиот иде поплавен, од кола, дури од улица, како сообраќајка. Водата ме однесе, ја у болница бев 17 дена, инфузии, бубрек. Ми се едни од оноде муль имаше запушен. Али што не може да се врати да функционира како што? Тоа да функционира, не може да функционира, го продавам, го давам, го нудам. Не го зима народот, никога од поплавите, вика, дали ќе работи и да го дадам. Овој ключ вежи 100 динара за еден денар. Викам, нека седи. Државата веднаш по поплавата почна со проценка на штетите, но иако на погодените им беше ветено дека во целост ќе бидат обештетени, сепак на крајот многумина од овој процес излегоа незадоволни. Чичко Аднан вели дека штетата во неговиот дом и работилница достигнува до 30.000 евра, но стручните тимови му процениле штета од 140.000 денари. Јас имам штета, не можам да кажам колку имам штета, меѓутоа можам да кажам во глава преку 30.000. 140.000 да ги земав. Тоа со 300 суди, маки јас бев у болница, тоа како го направија и не проценија ништо. Жителите на овие населени места кои беа погодени од поплавата велат дека такво нешто не смее да се повтори во иднина. Во тоа се согласни и локалната и централната власт, па затоа се спроведуваат низа проекти кои би спречиле појава на слични поплави. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски вели дека ќе следи целосно пошумување на Скопска Црнагора, а ќе се градат и сливници кои ќе ја собираат водата која се слева од планината. Обезбедивме техничка документација кој што ќе треба да направиме нов обводен канал на северната забиколница, каде што сите поројни реки од Раштак, Булашани, Црешево, Виниче, Страчници и Брњаци да ги собере во нов обводен канал кој што ќе се слева некаде на потекот помеѓу Брњаци и Арачиново и на тој начин долгорочно да ги заштитиме сите населени места и идни можни поплави во овој регион. Во чест на жртвите во поплавите, сите погодени семејства и сите кои помогнаа во расчистување на тој хаос, општина Газибаба ќе им додели благодарници
за пожртвуваност и хуманост.